Потребата од нов закон за високо образование е нужна и сите чинители се согласуваат дека е потребен нов закон за високо образование и реформи воопшто во универзитетите и на ниво на единиците кои што се занимаваат со високообразовна дејност. Меѓутоа, дали новиот закон кој што моментално е во процедура ги задоволува сите потреби и барања и кореспондира со реалноста на студентите, академската заедница и сите чинители на кои што се однесува овој нов закон, говориме во новата емисија Мој збор со Ристо Савески, кој инаку е председател на Младинскиот образовен форум. Меѓутоа, ова нема да биде наша единствена тема. Во продолжение ќе говориме и за состојбата на младите во Македонија, што се случува со иселувањето, дали има некој процент на стагнација на емиграцијата кај младата популација, што може да се заклучи кога ќе се споредат младите од Македонија со младите во регионот и дали можеме да очекуваме конституирање на некое национално тело кој што репрезентативно ќе ги застапува интересите на младите и ќе им овозможи рамноправно да учествуваат во носење на одлуки кои што се однесуваат на нив. Останете со нас во продолжение и проследете го денешниот разговор со Ристо Савески. Денеска ќе зборуваме за една многу интересна и можам да кажем опуштена тема, затоа што и некако кога се зборува за младите, тоа само по себе конотира дека имаме една опуштена, весела атмосфера во која што се говори за подмладокот, за новата генерација, нешто што асоцира на надеж, на оптимизам и така натаму. Меѓутоа, кога се говори за младите во Македонија, прилично често среќавам коментари на некоја песимистичко сценарио дека состојбата со младите во Македонија е се полоша и дека тоа е последица на миграцијата и на низа други демографски околности, па и економски околности, како што е социјалниот статус на младите во Македонија, кој што ги тера на масовна емиграција и дека се помалку ќе среќаваме млади на улица во Македонија и некоја, можам да кажам, прилично апокалиптично сценарио кога се во прашање младите. Како председател на Младинскиот образовен форум, организација која што веќе долги години се занимава со статусот на младите во Македонија, меѓутоа и пошироко, кои се според тебе актуелните теми, актуелните предизвици со кои што младите во Македонија денеска се соочуваат, затоа што морам да кажам дека секоја генерација си е различна. Во мое време беа стипендиите, високото образование, квотите во високото образование многу актуелни. Потоа едно време беше законот за високо образование, па иселувањето, па одливот на мозоци и така натаму. Каква е состојбата со современата младина во Македонија? Така, секоја генерација си има посебна борба и фокус кон кој го има насочено своето внимание. Денес би рекол дека младите имаат многу огромен потенцијал во Македонија, меѓутоа функционираат во еден систем кој не го препознава и не го поттикнува, не го стимулира тој потенцијал. Едноставно, сето знаење, сите вештини што ги стекнуваат за време на образованието, за време на својата потенцијална можност за работење, немаат каде целосно да го реализираат. Кои се главните проблеми? Па сметам дека младите не бараат само работа, бидејќи недостатокот на работни места и недостатокот од можности за вработување се потенцира како една од главните причини за незадоволство на младите. Меѓутоа, младите не бараат само работа колку да најдат работа, меѓутоа бараат достоинствена работа која ќе ги цени нивните потенцијали, работа која и финансиски исто така ќе им се исплати, значи едно достоинствено работно место. Понатаму, мислам дека и се провлекуваат низа од проблемите кои ти ги спомна, кои ги имаат претходните генерации. За жал, се уште главен проблем е неквалитетното образование, односно тој потенцијал кој го споменав на почетокот се стекнува за време на образовниот процес и младите располагаат со некоја природна интелигенција, меѓутоа самиот образовен процес не го стимулира до развитокот на таа интелигенција и развивање на едни вештини кои ќе им служат на младите во понатамошниот тек на животот.
Сведоци сме дека образовниот систем е исполнет со атмосфера на учење на факти и реплицирање на знаењето кое се нуди од основно до високо образование. Меѓутоа, образованието не ги спрема младите на животни вештини кои ќе им помогнат понатаму во текот на животот, до крајот на својот живот всушност. Сведоци сме исто така на корупција во образованието, во секој степен на образованието. Значи, ние денес се уште имаме средни училишта каде што професорите за положување на предмет, односно за добивање на петка по одреден предмет, се уште бараат приватни часови, за да може вие да го поминете предметот, а да не зборувам за корупцијата во високо образование, која се протека од препишување плагијати до да треба вие да купите одреден учебник за да го поминете предметот, или по некои софистицирани форми на корупција, каде што треба да купите букет цвеќе која чини 4 до 5.000 денари, чии пари понатаму завршуваат во џебот на професорите. Значи, целокупните овие услови придонесуваат во едно неквалитетно образование, да не зборуваме воопшто и за самата инфраструктура на образованието, и се разбира заеднички именител на се во ова е недовербата во институциите, односно младите немаат никаква доверба дека ако покренат некоја иницијатива, односно ако се обратат до некоја институција, истото тоа ќе има некаков исход, бидејќи се обколени со институции во самиот образовен систем кои придонесуваат кон таков резултат. Така, незадоволството обично може да резултира проактивно во бунт, во отпор, во протест, или може да заврши во тотално едно апатично чувство, каде што младите единствениот изглед го гледаат на граници или на аеродромите. И со тоа исалувањето едно време беше навистина актуелна тема и во јавниот дискурс, и некако консензусот на општото мнение беше дека младите се исалуваат главно поради сиромаштија. Сега гледам дека како потенцијални причини се почесто и во самите извештаи на невладините организации на граѓанскиот сектор, меѓутоа тоа го потенцираат и носителите на одлуки и надлежните ресорни министерства, дека младите многу почесто акцент ставаат на она клима на правичност, на еднакви можности, на шанса да се напредува, и едноставно некоја идеалистичка потреба која што го ја има младиот дух, едноставно да има фер услови за образование, фер услови за работа, да му се признае статусот, да му се признае правото и достоинството на младиот човек. И се почесто тие причини, да речам, што во времето на мојата генерација беа по-абстрактни, затоа што се мереше квантитативно само нели трошоците за живот и економските параметри, сега гледам дека се почесто и таа правичност се споменува како причина за исалувањето. Вистина ли е дека исалувањето е многу голем и масовен проблем во Македонија, и дали младите ќе се одвратат од таа идеја излезот да го бараат некаде надвор, или сепак ќе останат во Македонија и ќе се борат за подобри можности за напредок во сопствената земја? За жал, ситуацијата е таква, и покрај системските проблеми и системските недостатоци, како високото ниво на корупција, политичката нестабилност и воопшто нестабилноста, недовербата во институциите која ја споменавме, и подобриот животен стандард, кои се главните системски причини за иселување на младите, мислам дека најглавната причина за иселување на младите, нешто што го нема, не го покажува ниту едно истражување, меѓутоа го верувам дека го има кај секој млад човек, е недовербата во нас младите како генерација. Секогаш кога станува збор за сообраќајни несреќи, за конзумација на алкохол и дрога, за други девијантни појави, прва асоциација на луѓето се младите. Секогаш кога некој млад човек ќе се појави на некој шалтер, или некој млад човек ќе се појави со некаква идеја, по автоматизам постарите, повозрастните генерации гледаат со апсолутна недоверба кон младите, и таа недоверба понатаму се прелева и во самиот систем на функционирање. Не може вие како млад човек да напредувате во систем во кој не верува во вас. Не зборувам сега дека ние како млади ги имаме најбрилијантните и најточните идеи,
се разбира добро решение предпочита и добри идеи, меѓутоа и искуство на спроведени идеи. Меѓутоа, кај нас воопшто не се ни почитуваат добрите идеи, односно младите по автоматизам уште од првото појавување се гледаат со едно огромно ниво на недоверба и се асоцираат со најголемите девијантни појави кои за жал ги имаме во општеството, не само кај нас, туку и воопшто. И генерално чувството на нестабилност би истакнал дека е една од поглавните причини, односно доколку вие немате предвидливост за вашата иднина, доколку вие сметате дека во околината во која сте растели, во која сакате да вложите, нема некаква перспектива, едноставно најлесниот избор за многу млади, за жал, е излегување надвор од државата и ова е актуелно, трае со години, низа истражувања го покажуваат тоа. Балканскиот барометар има спроведено истражување во 2025 година, покажува дека 68% од младите сакаат да се иселат од државата. Истражување на фундацијата на Вестминстер, кое се повторува секоја година, покажува исто дека огромен број на млади сакаат да се иселат, меѓутоа она што е фрапантно дека многу мал број од младите сакаат да се вратат назад, односно бројките покажуваат дека младите не излегуваат само да се едуцираат од државата, туку дека сакаат да се иселат и да останат во странство целосно, и би рекол дека младите според овие бројки, според овие податоци, доколку си дозволиме да ги протолкуваме, не одат во странство за да се едуцираат, туку да го покажат она што го имаат стекнато како знаење. Каква е ситуацијата со младите во регионот? Со однос на тоа дека Младинскиот образовен форум неодамна организираше еден настан во кој што беше Скопје домаќин на младите од Албанија и од Србија, и тука се разменува практично искуства помеѓу младите од Македонија, од Србија и од Албанија. Има прилика да ги посетат институциите во Македонија, релевантните институции кои што ги засегаат младите и се однесуваат на нивните прашања и предизвици, и нормално да дознаат за состојбата конкретно во Македонија. Некако морам да се надоврзам на она што претходно го кажа, ме инспирираше на една идеја кога гледам на мојата генерација на луѓе која што имаше еден сериозен предизвик, а тоа е да се еманципира од сопствените родители, затоа што ние делувавме многу несериозно за нашите родители. Ако имаш 35 години и живееш уште во детската соба на станот, од станот на твоите родители, пред нашите родители некако изгледавме многу несериозни. Сакајќи да останеме во нашите држави или во нашите градови и да покажеме дека сме способни за самостоен живот, да заработуваме и нели честно да го водиме и да го менеджираме сопствениот живот и самостојно да ги носиме сопствените одлуки, при тоа преземајќи одговорност за тоа. Потоа заглавивме со стамбени кредити и тоа беше еден магичен круг на економска експлоатација до животна, кај што луѓе завршуваат по 30-40 години отплаќајќи стамбен кредит, и станавме генерација која што подоцна изгледа несериозно и пред своите деца. И ова не го кажувам како некое разочарување или еден песимизам, туку кажувам дека економските фактори навистина се безмилосни кога станува збор за снаоѓање, и може од тука таа природна интелигенција на младите луѓе во Македонија, затоа што за се нешто треба да се снајдеш, треба да импровизираш, треба да најдеш начин, и точно е дека има природна интелигенција, меѓутоа ни фали систем кој што тоа ќе го насочи, и системот очигледно според она што го кажа претходно, луѓето го бараат надвор наместо нели да го создаваме тука во домицилната наша средина. Како е во регионот? Ги има ли Албанија овие проблеми? Ги има ли Србија? Што слушнавте на таа конференција? Ситуациите се горе-доле слични секаде. Прашање се само нијансите, и разликата е генерално како системите во сите држави на Балканот се наоѓаат, односно колку успеваат успешно да ги надминат предизвиците кои стојат на патот до успехот на младите.
Ќе почнем прво од ова последново што го зборуваше за домувањето. Просекот во Македонија е најголем во регионот. Значи, истражувања покажуваат дека младите во Македонија остануваат до 33 години во просек со нивните семејства и тоа не е за подсмев, туку тоа е одраз на реалната економска ситуација, на огромните трошоци и на инфлацијата на цените на недвижнините, што рапидно секојдневно расте, и сметам дека на оваа бројка од просечно 33 годишни луѓе кои живеат со својата фамилија не треба да се гледа на подсмев, туку треба да се гледа како резултат, како симптом на некој друг проблем, односно колку државата и колку општо пазарот функционира реално и фер кон сите корисници и учесници на пазарот. Што се однесува до останатите проблеми, како што кажав, горе-доле се слични, образовните системи исто така се слични, прашање само колку самите држави успеваат успешно да ги надминат. Во Србија исто така увиделе дека има голема дискрепанца помеѓу вештините што ги стекнуваат младите во образовниот процес и се решава да отворат голем број на програми кои го поврзува образовниот систем со приватниот сектор, односно со фирмите. Словенија исто така, да не ја спомнувам воопшто како апсолутен пример на квалитетно образование во регионот и како лидер на едно квалитетно образование во регионот. Ние исто така имаме добри мерки за како да го поврземе пазарот на трудот и она што го стекнуваат младите во текот на образованието и од кога ќе излезат од клупите, и всушност и приватниот сектор, стопанската комора е вклучена во подготвување на политиките, на образовните политики, меѓутоа кај нас она што е најприродна слика, имаме многу убави закони, имаме многу убави документи, меѓутоа не ја гледаме никаде нивната реализација. Последната стратегија за образование, која е донесена за периодот од 2026 до 2032, во неа е вклучен приватниот сектор, меѓутоа повторно ги немаме тие механизми на доволна модернизација на образованието, што ќе произведе она што го зборувавме на почетокот, вештини кои би им требале на младите до крајот на нивниот живот, односно да ги научиме младите како да учат, како да размислуваат критички, а не што да научат и што да репродуцираат како знаење, и тоа понатаму се одликува и во останатите сфери. Една од главните предизвици кои младите го гледаат, односно сектор во кој гледаат предизвик, е образованието и здравството. И тоа е една од главните причини за иселување на младите од регионот. Иако морам да напоменам дека има спроведено истражување Фондацијата за отворено општество на ниво на Западен Балкан. Младите кои се припадници на генерација Z имаат тенденција повеќе да остануваат во своите земји, и тоа е нешто кон кое треба да се гледа со позитивен предзнак, меѓутоа некоја слободна интерпретација би била дека младите на генерација Z се уште се немаат доволно сретнато со предизвиците на системот, па можеби заради тоа владе и тој оптимизам кај нив, меѓутоа државите и ние како граѓански сектор треба да го познаеме тој мал прозорец на оптимизам, за да може да влијаеме на подобрување на околностите, подобрување на околината во која тие млади делуваат, за да може да ги задржиме младите тука и потенцијално да ги вратиме оние кои излегле назад дома, бидејќи стекнале голем капацитет на знаење во државата. Сметам дека истото знаење треба да го вложат повторно во државата, за да може оваа држава да се развива и да биде едно подобро место за живење на генерациите кои се уште помали. Во хронолошки континуитет, кога се гледа на нас за 10 години, имавме една, да речем, стратегија, односно еден дискурс дека практично вештините што ги истакнуваме се многу флуидни и дека постојано треба да правиме некои преквалификации, доквалификации на нашето знаење покрај тоа што се стекнавме со академски високообразовни дипломи и титули, затоа што просто пазарот на труд многу брзо се менува и побарувачката на самиот пазар е да се стакнуваат понатаму
понатаму се побројни вештини и се воведе и нели онај термин доживотно учење, односно доживотно образование, каде што многу луѓе беа убедени во тоа дека не постои совршен високообразован систем и дека ние откако ќе искочиме од нашите студентски клупи треба да го продолжиме нашето образование со истиот интензитет и континуитет како и претходно, па потоа се донесе она неславна кампања која што беше, да кажам, злоупотребена од една синтагма на Френсис Бекон дека знаењето е сила, знаењето е моќ, па не убедуваа дека недостатокот на мотивираност кај студентите е таа која што практично се одразува на квалитетот на образованието и подоцна кога се отвори нели можноста за студирање во Словенија, кога веќе ја спомена, масовно излегуваа студенти во Словенија и ја покажуваа својата мотивираност и своето знаење и таму се стекна со доживотни вештини и таму пазарот на труд ги прифати и тоа како, па се види дека практично тој изговор дека мотивираноста на студентите да стекнуваат повеќе знаење, односно немотивираноста не е воопшто издржана и не е воопшто никаков аргумент. Сега ни се подготвува нов закон за високо образование, нов закон за квалитет на високото образование и за научно-истражувачка дејност. Младинскиот образован форум реагираше, се вклучи во јавната дебата, имаше неколку доста издржани критики и онака доста опсежно се занимававте со толкување на сите последици и недостатоци на самиот тој закон. Денеска имаше исто така јавна дебата во владата на која што присуствуваше и министерката и таа исто така кажа дека една од главните идеи и фокусот на овие законски промени ќе биде токму поврзување на пазарот на труд со високото образование, односно профилацијата што студентите ја добиваат во високото образование и кажа дека голем дел од забелешки ќе бидат имплементирани, меѓутоа не се спомна конкретно кои забелешки ќе бидат имплементирани. Какво е вашето искуство во соработката со надлежното Министерство за образование и наука? Имавте ли некаков диалог и дали имате некои сознание колку од оние забелешки кои што јавноста ги прифати, морам да кажам со овации, затоа што медиумите ги пренесоа и многу истомисленици се најдоа со вас на сите тие реакции, меѓутоа каква беше реакцијата од Министерството? Со Министерството за образование и наука сме имале одлична и многу добра комуникација, биле отворени за средби и за секаков вид на соработка. Меѓутоа, за жал, за процесот на подготовка на Законот за високо образование, сметам дека не беа доста флексибилни, не беа отворени. Иако ние го искористивме формалниот момент да дадеме фидбек преку ЕНЕР системот, да оставиме коментари на целокупната содржина на самиот закон, морам да признам, откако заврши периодот на консултации преку ЕНЕР системот, многу мал дел од забелешките се прифатени, не само од нас како МОВ, туку од голем број на чинители кои својот импут го дадоа за време на целиот процес на консултации, од други невладини организации до професори, до студенти, луѓе кои се практично директно афектирани од самиот закон за високо образование. Ние како МОВ сметаме дека новиот закон за високо образование треба да биде во склад со модернизацијата на образованието, а новиот закон воопшто и не го прави тоа. Значи, новиот закон за образование воопшто не ја ни споменува вештачката интелигенција како најголема новина на денешното образование. Не се споменуваат обновливите извори, не се споменува енергетската ефикасност на факултетските единици. Понатаму, новиот закон за високо образование не предвидува модернизација, односно не ја предвидува формата преку која ќе се реализира психофизичката поддршка на студентите. Понатаму, новиот закон за високо образование предвидува некаков вид на финансирање на универзитетите, меѓутоа не се предвидува олеснување на трошоците кои може да се олеснат на модерен начин, односно не зборуваме за зелена транзиција, не зборуваме за енергетска ефикасност на универзитетските и факултетските единици, не зборуваме за обновливи извори за енергија. Значи, законот
можам слободно да оценам дека е повеќе формална промена, односно шминка на проблемите во образованието, колку суштински допира до решавање на самите проблеми. Понатаму со самиот закон се деградира и онака ниското ниво на студентско учество во универзитетското одлучување. Универзитетското студентско тело предвидува вклученост на само еден студент, тоа во проценти се 9% од функционирањето на целото универзитетско тело, додека имаме 5 до 6 владини представници и останато представници од универзитетот, што навистина е маргинализација на студентите во процесите на одлучување на универзитетско ниво. И сметаме дека самиот закон исто така допира и до автономијата на универзитетите. Затоа имаше и голем број на реакции од академската фела, бидејќи се става на располагање целата академска заедница, доколку на министерот не му се допаѓа како функционира одреден факултет или универзитет, да може да го укине и да згасне неговото функционирање. Да, тоа е навистина загрижувачко и можам да кажам дека многу институти и многу науки кои што се сметаат за темелни во развивање на критичката мисла кај студентите веќе се наоѓаат на работ на исчезнување баш поради тоа калкулирање со тоа дали ќе има доволно студенти и дали на пазарот на труд ќе може да бидат апликабилни тие науки. Никогаш не станувало збор во енциклопедиското образование за тоа дали нешто ќе можеме да го примениме, туку едноставно образованието е еден континуиран процес, долгорочен процес каде што, како што рече, каде што не е важно само да се развијат вештините, туку е многу важно да развиете личности, карактери, сето тоа што го представува етосот на еден човек. Ја спомна и вештачката интелигенција и тука морам да кажам дека вештачката интелигенција во образованието сигурно зазема големо место, затоа што и во новинарството веќе почнува да станува загрижувачко колку се користи вештачката интелигенција. Секојдневно гледам вести кои што се пишувани со вештачка интелигенција и тие се лесно забележливи, меѓутоа мислам дека луѓето се уште мислат дека вештачката интелигенција не може да се дешифрира и дека тоа изгледа како оригинален текст, меѓутоа воопшто не е така. Едно време во новинарството имавме појава каде што еден вреден новинар ќе напише вест и и таа вест ќе се преземе и мултиплицира илјадници пати на идентичен начин без да се промени ништо. Денеска имаме различни вести, меѓутоа генерирани со истиот субјект, тоа е ChatGPT или вештачката интелигенција. Можам да замислам и колку замав тоа зема во образованието, во пишување есеи, семинарски и не знам уште кои други делови од активноста на високото образование. Меѓутоа, затоа мислам дека ќе треба да отделиме една цела друга емисија да зборуваме за уделот на вештачката интелигенција, како ќе го смени нашето секојдневие од образование до комуникација, до информирање и така натаму. За крај, во интерес на времето, многу ми беше важно ова што го кажа представништвото на младите. Имаат ли младите свој релевантен и репрезентативен представник кој што ужива доверба помеѓу младите во Македонија и дали се за тоа да се создаде некое национално унифицирано тело каде што ќе има демократско учество на представници на младите без разлика дали се граѓански здруженија, младински или се студенти и така натаму, која возрастна категорија на младија опфаќа. Или сметаш дека тоа би имало понатаму некои предизвици, тоа да се централизира, да се злоупотребува, да има политички влијанија, трговија на моќ? Како ти гледаш на тоа? Младинското учество е на многу ниско ниво. Воопшто младите не сакаат да се вклучат во процеси на одлучување, тоа е резултат на една поголема апатија која младите имаат, како резултат на недовербата во институциите. Представнички тела на младите како дел од граѓанскиот сектор постојат, но се според стариот закон, тоа е Националниот младински совет на Македонија. Последно постои тенденција како резултат на соработката помеѓу Националниот совет на млади на Македонија, коалиција Сега и Сојузот за младинска работа за измени на законот за младинско учество.
Меѓутоа, исто така беше покрената иницијатива за формирање на едно национално собрание на млади, кое според постоечкиот закон за младинско учество и младински политики ќе биде легитимното представничко тело на младите пред државните институции, ќе биде оној канал на потребите, на интересите на младите пред државните институции. Големи технички и бирократски проблеми има за формирање на Националното собрание на млади. Има еден регистар на младински организации, од кој понатаму треба да се одбере и мнозинството, односно да според него да се гледа кворумот на младински организации кои ќе го формираат Националното собрание на млади. Тој регистар не е ажуриран, а е целосно обновуван со нови организации, со тоа се зголемува и кворумот на организации кои се потребни за да се одржи Националното собрание за млади. И обично ние ги критикуваме државните институции. Мислам дека сега е време малку да бидеме и самокритични, да се свртиме кон самите себе си. Мислам дека неможноста за постигање на тој кворум и неможноста за ние да покажеме една кохерентност покажува дека топката до некаде е и во нашиот двор како представници на граѓанските организации. Меѓутоа, настрана на национално тело на граѓанските организации на национално ниво, би сакал исто да се осврнам на ситуацијата на студентите, односно би морале да признаеме дека универзитетските студентски собранија не функционираат на едно ниво на кое ги имаме замислено да функционираат пред 10 години, кога имаше еден бран на формирање на представнички тела. Навистина, представничкиот момент е сведен на многу ниско ниво и се доведува до прашање колку универзитетските студентски собранија на универзитетите во Македонија навистина ги представуваат интересите на средношколците и колку се представнички тела со интегритет, со независност од разни фактори во академската средина. И неизбежно е тука да се спомени средношколското организирање. Законот за средно образование предвидува формирање на ученички заедници. Новата стратегија за образование од 2026 до 2032 предвидува дека до крајот на стратегијата треба да имаме 80% од училиштата со некаков вид на ученички заедници. Меѓутоа не се предвидува едно интегрално тело каде што средношколците ќе може да се здружат и да представува буквално единствено представничко тело на средношколците, како што нема и единствено представничко тело на студентите на универзитетско ниво. И мислам дека тука, без разлика на нашите огромни напори како граѓански сектор да го подобриме статусот на представување и на универзитетско и на средношколско ниво, меѓутоа и на национално ниво, на што го зборувавме за представничко тело во граѓанскиот сектор, треба да имаме подадена рака од институциите и да го препознаат тој напор за да може и тие да си создадат еден директен, легитимен линк за комуникација. Многу теми ги засегаат младите од она што го слушнав од твоето излагање денеска. Можам да кажам дека како се поместуваат возрастните граници, животниот век во Македонија се зголемува и учеството на старите лица над 65 години во вкупниот број на населението исто така се зголемува, па и границата на тоа што представуваат млади веќе се поместува. Можам да кажам дека во таа граница потенцијално можам и јас да влезам и да направам некој генерацијска споредба како било пред 10 години кога јас сум била студент, како е денеска состојбата со студентите, како нели една тесна категорија на популација кој што ги опфаќа младите во Македонија. Ти благодарам што имавме прилика денеска да слушнеме за сето оно што е актуелно, а се врзува со интересите на младите и морам да констатирам дека ќе мора да организираме уште една емисија затоа што имаме уште многу прашања кои што ги загатнавме, а ќе треба да ги одговориме во некоја следна прилика. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Фала ти на поканата. До пред 10 години се сметаше дека млади луѓе се до 29 годишна возраст, меѓутоа
современите трендови во Европа веќе ја поместуваат таа возрастна граница затоа што е продолжил на животниот век на општата популација и се поголемо е учеството на старите лица во општата популација во Европа. Тој тренд се забележува и во Македонија според најновите статистички податоци кои што се однесуваат на демографската слика во Македонија, така што се очекува дека возрастната граница на младите ќе се поместува уште. Затоа е многу важно да се возможат услови за живење на младите во Македонија, од елементарни економски услови на достоинствена плата, домување, квалитетно образование и така натаму, па се до нивно репрезентативно представништво на демократски начин во институциите кои што се занимаваат и се надлежни да носат одлуки кои што се однесуваат и на младите. Вие следевте денешната емисија Мој збор со Ристо Савески, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!